Здруженијето на телесен инвалидитет мобилност денес преку различни активности го одбележи денот на мултиплекс склероза, автоимуна нервно-дегеративна болест од која боледуваат милион луѓе ширум светот. Не има нас и дека ние сакаме да се бориме против оваа исклучително фатална болест, која што велам дека поготово во продуктивниот период на еден човечки живот се јавува. Значи не може да се занемари дека тој човек во тие години од 20 до 40 или 50 годишна возраст не може само да седи како билка и да вегетира, него мора да биде продуктивен, ако не физички, тогаш умствено да. И затоа апелираме до целата јавност дека овие луѓе со ова заболување не треба да бидат заборавени и дека треба да се бориме да им се подобри нивниот живот, за да може да действуваат они во општеството и општеството за нив. На 1000 случаи на мултиплекс склероза се регистрирани во Македонија. Причината за оваа болест се уште не е позната, но се смета дека можен фактор што придонесува за појава е некоја вирусна инфекција. Како дел од проектот унапредување на услугите на социјална попреченост, денес на полуостровот Македонија се одржа настан преку кој директно се представија резултатите од двегодишно спроведување на проектот. Проектот се состои од 3 компоненти. Првата компонента на проектот се однесува на воведување на услугата за професионална рехабилитација на лицата со инвалидитет и нивно вработување. Втората компонента на проектот се однесува на воведување на услугата лична асистенција на лицата со инвалидитет и третата компонента на проектот се однесува за унапредување на постоечкиот ICT систем, односно Лирикус системот за социјалните работници и сите професионалци кои што работат со лицата со инвалидитет. 70 лица со инвалидитет и 70 лични асистенти се вклучени во пилотирањето на оваа услуга. Имаме за цел да видиме дали услугата ќе биде ефикасна, дали на лицата со инвалидитет им е потребна. Од она што до сега направено, од анализите, од разговорите со самите лица со инвалидитет, се испостави дека оваа услуга е иtekako битна и една од клучните услуги која треба да функционира во Република Македонија. Посетителите има можност да ги слушнат изјавите на лицата со попреченост, корисници на проектот, кои не само што овозможија увид во прва рака во процесот на позитивна трансформација на животите, туку и истакнување на неопходноста од понатамошна имплементација на концептите за лична асистенција и професионална рехабилитација.